Прво, треба да се најавите на системот со свое корисничко име и лозинка. Откако ќе се најавите, најдобро е прво да ја промените вашата лозинка, која во моментот е 1, 2, 3 извичник А, Б, С, Д, но внимавајте, мора да има најмалку една голема, една мала буква, еден број и еден специјален знак, но не помалку од 8 знаци вкупно. И мора да ја запомните. Исто така е добро да го внесете вашиот точен имејл. Добро е секој од вас да се регистрира на gmail.com, затоа што е наместено да го полните вашето портфолио директно од e-училиште во Google Documents. Откако ќе се најавите, лево на сликата се гледа менито Navigation, од каде може да пристапите во вашиот профил. Во календарот за активности, кој исто е представен на десната страна, да пристапите до вашите блогови, до вестите и најважно до вашите курсеви, што ќе биде и како најглавно опфатено во оваа обука. Во менито Settings може во почетниот момент да ги менувате поставувањата на вашиот профил, а кога ќе пристапите во вашите курсеви, веќе ќе може да менувате и други поставувања. Откако ќе ги извршите промените, кликнете најдолу на ажурирај го профилот. Откако ќе кликнете на промени лозинка, ја впишувате старата лозинка, па 2 пати новата, но подсетете се на она што го рековме претходно, да не се заборави лозинката. Лозинката е потребно да ја знаете само вие, за никој друг да нема пристап до вашите материјали, доколку вие тоа не го сакате. А ако сакате да му дадете пристап на некој друг, освен на вашите ученици, тоа може да го направите и тоа да им доделите улога на студент или на наставник без уредување. Вие во моментот сте предавачи во вашите курсеви, на кои им пристапувате со клик на моите курсеви во Navigations. Вашите курсеви на почеток се предметите кои ги предавате и каде вие имате улога на предавач, но може да бидете и студент или наставник без уредување во нечиј друг курс. Пример, во предметот DS3IA, што е кратко име за дигитални системи, 3-та година, јас предавам во 2 паралелки, 3-та 4 и 3-та 5. Во секој од вашите курсеви, оваа година се доделени ученици на кои им го предавате предметот. Ако одиме на Navigations, моите курсеви DS3IA, учесници, се гледа дека има ученици од 3-та 4 и 3-та 5 паралелка. Но како се доделуваат учениците? Во Settings, корисници, Enrollment Methods, се клика на Enroll Users. Потоа се појавува страницата Manual Enrollments, каде од десната страна може да се избира од скуп на околу 870 на учесници, од кои 800 ученици и 70 на професори, и да им се доделат улоги во курсот. Во случајов ќе ги избереме и учениците од 3-та 6 и ќе им се додели улога студент во овој курс. Може лесно да се примети дека сите ученици пред името го имаат класот и бројот во дневникот. Тоа е за полесно пребарување, баш како во овој случај. Значи, само со впишување на 36 во формата барај, ни излегуваат сите ученици од класот 3-та 6 и може веднаш сите да се селектираат и на сите да им се додели улога студент. Со тоа ги имаме и учениците од 3-та 6 како студенти во овој курс. Доколку сакаме да дадеме пристап и на некој колега во нашиот курс, мора да го напишеме името на колегата и да му доделиме улога на студент или улога на наставник без уредување. Потоа треба да се оди во Settings, корисници, групи и избираме Креирај група. Ја креираме групата 3-та 6 бидејќи е тоа друга паралелка. Креирањето на групи, доколку предаваме во различни класови, е потребно за да ни помогне при гледање на резултатите од квизовите, односно тестовите, при прегледување на одредени задачи, при задавање на различни задачи и на многу други места. Откако ќе креираме и групата 3-та 6, може да и ги доделиме сите ученици од класот, кои при тоа ги запишавме во курсот. Учениците по сите предмети се внесени како студенти и се подредени во групи. Секој професор потребно е да направи промени само по изборна настава, да ги отпиши од курсот оние ученици кои го немаат избрано тој предмет и евентуално по практична настава, каде учениците по групи се кај различни професори. При вклучување на учениците од 3-та 6 во групата 3-та 6 кликаме на додадете, а потоа назад до групи и со тоа ја комплетираме и групата 3-та 6.
На сличен начин, како што претходно ги запишавме во курсот, учениците од 306 можеме наеднаш и да ги отпишеме, бидејќи во овој случај тие го слушаат предметот кај друг професор. Оваа година, како што веќе е споменато, на сите ученици им се доделени предмети и професори, но од наредната година ќе мора сами да ги преземате учениците и да креирате групи според потребите. Задачата на администраторот ќе биде да ги внесе учениците од прва година и да ви додели нови курсеви, односно новите предмети кои би ги предавале.